Здраво, другари, здраво, криптореволюция. Едно кратко видео от 15 минути, стварно кратко ќе биде. Имаше денеска не можев да снимам видео, али објавив. Имаше сериозен проблем ако, да речеме, префрлувате од еден волет на друг. Али не направив видео за тоа што не го сметав за толку сериозно. $100 пишуваше дека само се украдени, што е многу чудно колку сериозен, да речеме, хак, а само $100 украдени, не милиони или милиарди. Дали брзо многу го решија, не знам, чекам да пишат. Али проверувајте, за секој случај, проверувајте ако толку ви треба, например, да направите трансакција од, да речеме, од Binance до некој од вашите волети, од Binance да префрлите пари на некој ваш волет, некако успеват преку браузер да сменат адресата и тие токени или стейблкоин да завршат кај нив. Така да јас секој сум кажал да ги проверувате последните и првите 3 букви, да речеме, од адресата. Значи првите 3 букви, првите 3 бројки букви и последните 3, али може и целата адреса. Например, напишете си на лист и пред да ја најчесто од берзите ги помне до душа. Нели веќе повеќето берзи имаат стајано таква опција да помне на веќе постоечка адреса дека сте пратили, али бидете предпазливи ако више користите или да префрлите на Ledger или на некој друг волет. Ако толку многу ви итно, почекајте 2 дена да видиме што ќе кажат, али ако толку многу ви итно, проверувајте целата адреса, пошто тоа некако тај вирус може да измени адресата и вие кога ќе натиснете, нели, на браузерот сте уклучиле Binance берзата и сакате да префрлите на withdraw да направите на волет, може да тај вирус да ви ја смене, да ви ја промени адресата и парите да завршат таму. Значи проверете ги првите 3-4 букви и бројки и последните или целата адреса си ја проверете. Сега проверете ја целото ти правило слични адреси, проверете си целата адреса, да не ги префрлите кај хакерите. До сега $100 украдени, ама нема милиони, али гледајте вие да не бидете тие. Еве, например, дека беше Jupiter, например, јас што користам за Star Atlas, нели, правам там swap на токени, кажаа дека немат никаков проблем, значи Jupiter е безбедна. Phantom Wallet исто, Phantom Wallet исто вика дека нема никаков ризик, али вие проверувајте. Кој беше, зборам за тие, јас што ги користам, Ledger, Ledger, во ги кажи го, чекај брат, сега го споделив и сега го нема, брат. Solflare исто имат излезено со објава дека немат. Solflare is not on risk. Значи ја тие што ги користам си ги кажувам, значи највише имам со Solflare и со Phantom. Solflare престанете да го користите сега за сега. Префрлете се скрос на Phantom, така да Phantom е многу побезбеден. Немат, кажи го, немат проблем. Али внимавајте ако толку многу трейдате или префрлувате од една берза на друга, значи пред да идете withdraw, пред да ги пробате префрлите, проверете се целата адреса дали стварно таму или да не ви има изменето. Па ќе видиме што ќе биде. Друго, најако видео ќе се гледате, ово нема да го пуштам овај пат тона, пошто не знам веќе кои видеа дозволуваат, кои не дозволуваат. Ово е многу јако видео, а поврзано е, ќе го гледате, веќе има дека ти иде? Еве, redacted. Чекай да не е на Мистерија е прво закачано. Тоа беше видео, Ја ќе оставам сега и на криптореволуција ќе го ставам. Че да не му ударат некои рестрикции.
Додуше не знам дали е во, ќе го постирам и ќе го ставам под видеото. Ще да му ствари кој беше. Само ще го гледав, зашто не се е постирало, не, јас изгледа уште не е преведено. То ли е? А, не е тоа, не. Слична е сликичката. Не е тоа. Ќе го постирам. Тоа треба да гласе Russia just dropped a bombshell. Значи, тие двете, видеото ќе го изгледате, со превод ќе ви го ставам. И ќе оставам под овоа и ќе го објавам и на Криптореволуција, ќе го објавам и на вебсајто. Значи, видеото е уствари русите многу јако кажуваат, точно го кажуваат со овој мое видео. Много ми се свија што тоа го предвидев. Мало за подршката за вчера за мобето. Кој беше сега тоа, последното ли беше? Значи вие кои уложите у акции, без разлика да ги трейдате, без разлика да ги... Не знаеме дали ќе дојде нов. Другари, крипто, т.е. биткоин реагира, паѓа, да си играете со тоа дали ќе направи или... Бето кој е? Ако... Кој беше сега тоа видео, брат? Да си играете со тоа дали ќе направи или нема. Вчера, што многу луѓе беа шокирани. Америка беше 5 пати минимум пред сериозна граѓанска војна. Замислете си, ја да седам тука, работил со толку време и да најдам начин да инвестирам во амерички компании, а они се били 5 пати пред сериозна граѓанска војна. Америка го владееше и контролираше светот. Америка е пред голем рестарт, затоа е ставен Трамп. Луѓе, БРИКС. Тоа видеото од плажата. БРИКС ќе преземе цела источна на Инстаграм што го ставив. Целиот нивен свет више си тргуваат у нивни валути. Луѓе, америчкиот долар не е поврзан со злато. Американците енос планираат да го сменат кеша, да купат биткоин и фактички тај биткоин, брат, тај биткоин што ќе биде у државни резерви, утре кога ќе речете нешто амерички долар, ќе речат колку имате у резерва биткоин, супер, значи америчкиот долар е окей. Сваќате ли што сакам да кажам? Другари, тоа видео што сам го кажал и пред 7 години и пред 12 години. И ќе го гледате овоа. Америка прямо сейчас пытается поменять правила на рынке золота и криптовалют. Вспомните, какой у них долг. 35 триллионов долларов. В общем-то, это два альтернативных валютному сегменту мировых рынка. Действия Вашингтона в этом направлении отчетливо демонстрируют одну из глав... Да не блокират, секунди го пуштив, ќе ви го ставам под самото видео или ќе си го најдете Мегатрон, ама не, ќе ви го ставам и под видеото ќе ви ставам линк. Да видите типо што кажува. А после ќе ви го ставам видеото со превод, ќе ви го ставам овој видео, исто под линк Russia just dropped a bombshell. После ќе ви го ставам овој видео, браќа. После ќе ви го ставам овој видео. Вика, Russia just dropped a bombshell. USA is pushing everyone to crypto to hide massive dollar debt. Како планират голем дел од кешо полека да го сменат у биткоин, пред се у биткоин, у Ethereum, у Cardano, другари, у други такво, кажи го, криптовалути, претежно у биткоин и како планират, брат, да се спасат, си направат масивен рестарт, разбираш, на тия 30, колко беа? 37, мислам дека се повише од 37. 35 трилиона, 37, мислам дека се повише од 35, повише од 37 трилиони. Типо, како го објасни овоа страшна работа, така да нема шо да се плашите, брат. Еве, не падна на $30,000, секој ден сега да филозофирам, да правам видеа, немам намера, разбирате ли. Значи, bull market ки има, кога веќе улавам оваа фаза, можно е биткоин лесно да отиде до 150,000. Значи, октомври, ноември, декември се многу интересни месеци. Значи, можно е да отиде до 150,000 или до 170,000. Треба да отиде, ја мислам. Али вие, другари, не забравајте да земете профит. Значи, многу е тешко да се процене, ќе гледаме видео. Али можно е да отиде до 150, 170. Треба по правило да отиде биткоин 170 до 200,000.
Затоа што кога е 3 години bear market, да може да падне цели 100.000. Разбирате ли, да падне од 200.000 на 100.000, дури на 90.000 да падне и некој флеш краш да иде до 80.000. Падане може сиромаштијата да го купе, па сиромаштијата да купува помалку да поддржува, ама да падне, например, тие што ќе купат на 200.000 у паника, мислејќи дека ќе оде на 300, разбирате, ќе ги заглават 3 години на 200.000 да стоат, а они ќе остринат биткоин од 200.000 да речеме на 100.000. Разбирате ли? Значи, тоа секош го прават, видовме и самите колку беше 69.000 па на 23.000. Така да, после тоа е многу лесно, другари, кога ќе отиде он 150.000, 170.000 или 200.000, продават, почнуват да пумпат Ethereum лесно, ако отиде 170 200.000 биткоин, ово многу лесно може да отиде од 8.000 до 10.000, од 8.000 до 12.000 треба да се процени. Ethereum е прашава колку. Ripple, ако биткоин отиде измеѓу 170.000 и 200.000, Ripple многу лесно може да каче од $6 до $10 измеѓу тоа. BNB, другари, многу лесно може да каче, но то не е битно колку, он може да каче $3.000 или $4.000. И сега ви ќе рече, дава, ја ќе ставам $800, ќе фанам 4.000 година работа. Не е финтата тоа. Финтата е на $4.000, ќе земете $4.000 да речеме, ќе го продадете на 4.000, пак ќе падне на 800, пак ќе си го купете уште повеќе и ќе чувате дивиденди. Еве гледате се повеќе македонци дури на мала сума што го држат и дава други коини, токени што се рекламират. Да се надевам дека замислете си Стар Атлас веќе да го стават. Не е ферски сега, многу луѓе ми прашуваат кога ќе се каче Стар Атлас. Другари, може 2030 ќе се каче, јас сум спремен да чекам. Затоа ја викам 30% биткоин, 30% Ethereum, 30% Cardano, 10% Стар Атлас. Тие трите гиганти секој ќе ви избијат 10% Атласот, 10% BNB ли е, 10% Ripple ли е, 10% Solana ли е, 10% од овие сите што ги ставивме на watch листата што се заглавува тука. Много се беше избагирал. Значи сите овие тука на по 10% не може да изгубите ако вие имате 30% биткоин, 30% Ethereum, 30% Cardano. По 10% значи да ги трупате овие сите тука доле не може да изгубите, другари. Освен овие ќе внимавате нели да Sandbox, Axie, SLP, Gala, пошо нели игрите се у disaster mode. Али после тоа Cardano ќе го пумпат. Cardano ако биткоин стигне 170.000 или 200.000, Cardano многу лесно може да стигне измеѓу $6 и $10. Значи, толку ми рече, ама шо мислиш, не, ако не е финансиски совет, колку точно? Не може да го знаете. На среќа е да го процените, брат. Многу луѓе се чудат од дека пари, еве Трамп што собира милиарди у неговите маме, кои што више се, какво кажи го, collectible, таму идеја милиарди некако сега, новија што се го греја идеја некако милиарди, дали наштетува на bull маркето малку, али не е проблем, другари, тие што ќе го напумпат биткоин, ќе почнат да менат надоле, ќе ги пумпат сигурно. И дефинитивно Ethereum, BNB, Cardano, Solana дефинитивно ќе ги напумпат. И после одеме надоле ги пумпат овие Chainlink, Sui, Stellar, Avalanche и треба да не се лакомите да ги продавате на all time high колку се биле. $1,000 видеото и $10,000. Браво, многу македонци почнаа да купуваат од тоа видео од $1,000 и тоа од 10,000, сега не е за 10,000, купуваат го за 1,000, ама си го прават. Пак тоа ми се свиѓа, дечкото како се викаше сега. Не знам дали да го кажам, како се викаше дечкото. Забрив му името, но со многу луѓе не да го кажам презимето, ама е Петар. Петар многу интересно кажа, вика ќе купам да речеме за $1,000. Ќе купам и имам ги тие од 1,000 таквото и ќе купам за 1,000 да речеме, ќе си најдам од тоа видеото од 10,000, ќе си ги онадам, ќе си ги изделка да не речем, ќе си ги среде. Значи што е многу јако, разбираш. Не многу да е, ама околу 20-30 луѓе го направија тоа. Значи 1000 ставија у тоа видео што е за 10,000, си ги изрендаат тие коини и колку и да фанат, брат, браво, значи да фане $100 од коин, да фане пари е, луѓе. Пари е. Не може да чекате милиарди. Милиарди ќе ставите
Да не кажувам сега, после ќе изпадне нещо, трябва да чекате до 2300, 2035, пък ќе ми надуете главата. Еве ви тука технологија, ќе чекате на all time high и тоа е. Кај мене често проверувајте на Twitter, што објавувам. Друго да забравев, браво, нон-стоп имат апдейти Star Atlas и друго што имаше. Чекаме да дојде октомври, 15 минути изгледа мина, 20 минути видео. Чекаме да дојде октомври, значи октомври, ноември, декември, октомври ќе ви покажам, имате видео, но пак ќе ви покажам уште едно видео како да ги активирате. Ако купивте за $80 DAO Polis и за $20 Atlas, да речеме, или пък купили сте $100 DAO Polis, имаше един човек си купил $100 DAO Polis и за $100 си купил Atlas. Негово право. Негови пари, не е финански съвет и гледате на Discord giveaway, very low. Holosium transactions, low. Нели Holosium е безплатна, што ќе си играе от транзакциите, ќе учествуват у airdrop-о. Star Atlas Discord level low, значи тамо што значи на Discord колко сте активни. Лайк, да ставите нели лайк, да пишете коментар. Гледайте нищо да не натискате на Discord, што не разбирате. Tweet low. Значи твит валја треба да станеме членови на Zing страната, да пишуваме коментари, колко е добра мрежата, да споделуваме на нашиот зид. Star Atlas Brew, тоа е што дават на YouTube видеото да се гледат, значи коментари, лайк, сигурно да се споделат. Значи retweet Zing на X, значи на Twitter, тие што ќе споделуват нон-стоп од Zing, гледаш medium to low. Ово е подсачената што ќе играеме. Мислам, follow Star Atlas on X, треба да го заследите Star Atlas на X и да пишувате коментари, да споделите. Follow Zing на X исто, да пишувате коментари, да споделувате. Join Star Atlas Discord, треба на Discord ќе ставам ја линк на Discord кога ќе дойде време да се придружите. Star Atlas Discord level бонус, значи тоа е колку сте активни на Discord, на нивниот Discord, да гледате видеа, да пишувате, да отворите тикет, да најдете некоја грешка, да речеме. Subscribe to Star Atlas YouTube канало и него ќе го ставам у ово видео уствари ќе го ставам. Mainnet Transaction Marketplace, тие што ќе купувате бродови, екипаж, да речеме станици и други тамо скинови чуда, и тоа е хай. Atlas Lockdown, точно испаднав управо дека е хай ќе биде, и Polis Lock, значи толку ќе ги заклучиме, гледате највише ќе се добива од нив. За по $100 да заклучите DAO, да речеме, и Atlas, највеќе ќе дава, airdrop највеќе ќе дава на тоа. Заклучувате ги 3 месеци, значи улавате у игра да добиете сериозен airdrop. Така да, тоа е, другари, да го држам видеото 20 минути, чао. И не правете трансакции, проверувајте си, вие и да нема хак, секој треба да се проверувате. Кога сакате да потеглете пари од берзата на било кој волет, секојаш, брат, 3 пати ја проверете, првите 3 букви бројки, последните 3 букви, ако не и целата адрес. Адресата не е проблем со телефонот да си ја сликате дури и ставате тука и ја споредете, разбирате. Ке па сега да не сликате нешто што не треба. Али адресата си ја сликате и може така да ставите да ја споредите. Значи тоа секојаш треба да го правите. Поздрав.